Продолжуваме на друга тема и се префрлуваме овде во студиото со разговор со моите двајца гости и односно четворица, ако веќе одиме така, затоа што имам и кученца кои што се за вдомување, а веќе добро знаете дека секој петок одвојуваме време и имаме супер соработка со Лајка, каде што нели на вас почитувани гледачи ви презентираме кученца за сите оние кои што сакате, имате желба, имате можност да си вдомите и сакате миленик нели во ова 2022 година. Малку радост да внесете во вашиот дом, нормално доколку имате можност. Добро ми дојдовте. Добро најавме. Одиме прво со Благица како дама, Благица Сливовска, која што баш и во тој дел во Лајка, во вдомувањето, така, и директорот на Лајка, кој што секој петок те имаме, нели, па и во нова ќе продолжиме така, Воислав Димитровски, официјално и во новава се гледаме и ќе продолжиме да се гледаме, верувам успешно до сега. Да. Прво да прашам ја за вдомувањето и да најавам во склоп на тоа дека имаме и нов каталог, нови фотографии од кученца кои што во моментов нели се ќе ги испрезентираме и можат да се вдомат, односно да ве контактираат за нив. Додека ние разговараме, режија ќе ги презентираат, бидејќи навистина списокот е долг, има многу фотографии, ќе можат да погледнат за што се работи, да се информираат и нормално да ве исконтактираат. Како оди со вдомувањето овој период од кога започнавме да речеме и ние, а и вие? Да, би сакале пак да им се благодариме и на граѓаните за нивната активност и за нивната хуманост и на здруженијата, затоа што навистина овој месец јануари, кој што по принцип знаеме дека секциите се насочени во дома, празници и така натаму, имаме доста убав резултат, односно околу 25-6 кучиња имаме веќе вдомено, за разлика од претходниот рекорден месец кој што ни беше околу 45 кучиња во декември. Сега сме околу 25-6, но за очекување сите се нели насочени кон семејството и така натаму, големи празници и така натаму, но сепак имаме според нас доста добра бројка. Убавата работа е што кучињата кои што се вдомени навистина се и среќни, ги контактираме и новите семејства и навистина имаме добар резултат и убави приказни од овие стрекно вдомени кутренца. Денеска сме со две нови кутренца, но мислам дека Благица треба малце по детално да ви ги објасни, затоа што сепак е тоа нејзин домен на работа. Вака што се однесува до овие две кутриња конкретно, Вики веќе има потенцијален вдомувач, што навистина не радува, утре ќе биде вдомена. Како се вика Вики? Вики, да. Вики, кај тебе, добро, а оваа кај мене? Таа е Кара. Кара уште нема дом. Да. Кара има околу 2 годинки, е прекрасно куче, мислам тоа го покажа додека одевме навака, значи навистина е послушна, дружелюбива, колку што можете да видите и весела. Така е да идеален биленик и за во стан, меѓутоа и за во куќа, за дом со деца со сигурност, така да двете се прекрасни. Доколку има некој заинтересиран, може слободно да не контактира во секое време. Супер. Инаку веќе Кара е научена да оди на поводник, кога дојавме тука апсолутно немавме никаков проблем со шетање, во автомобилот не направи апсолутно никаков проблем, што значи дека е веќе усогласена, односно социјализирана како кутре. Ќе те пуштам затоа што камерата може побо да ја регистрира кај тебе. И така. Добро, од оној извештај кој што на неделна база си го правите и објавувате од 17 до 23 оно што го имам јас како информација, заловени вели 12 кучиња, стерилизирани 4, кастрирани 5, потоа имате вратени на локација 8, па потоа има вдомени 9, збориме за таа недела. Да. Има 0, односно угинати и донесени од граѓани 2 и вратени на собственици 1, верувам тоа е за изгубени. Да. Овие извештаи на неделна база ќе си ги правите. Колку сте задоволни од досегашнава работа? Од приемноста кај луѓето, од она што успевате да го сработите, не е само желбата, нели? Во реализацијата треба многу фактори да се Вака, нашиот капацитет, по принцип, сега во моментов работиме со 40% горе-долу од капацитетот, заради тоа што имаме голем број на заостанати, односно застојани кучиња, кои што немаме можност да ги вратиме на лице место, а нас ни окупираат дел од капацитетот. Тие кучиња во секој случај мораме да им најдеме дом и работиме активно за да можеме да им најдеме дом со цел за да има поголема да речеме обработеност на кучиња или поголем капацитет за воиднина. Така да се обратиме кон граѓаните, ако може да ни помогнат и на нас за да го ослободиме капацитетот, што кај нас треба куче да стои максимум 15 до 30 дена. Добро. И да се врати повторно на локација. Сега во моментов имаме застојани кучиња кои што се и по 7-8 месеци, па и некои години и нешто, тие веќе изгубиле локацијата кај што ние можеме да ги вратиме. И ако ги вратиме таму кај што се заловени, веќе има нова група на кучиња, може да направиме и конфликт помеѓу самите кучиња и затоа немаме можност тоа да го направиме.
и заради тоа се уште се во нашиот стационар и се уште ни го окупираат капацитетот како таков. Се надам дека во брзо време ќе почнеме да работиме со поголем, кој се да стигнеме до 100% и да можеме да правиме поголем, да третираме но поголем број на куќи. Но и да го ослободувате капацитетот, нели, свесноста кај луѓето да зголеми. Мислам дека полека, но сигурно се зголемува свесноста. Еве ние се вклучуваме, нели, во соработка со вас, еве имаме можност да погледнеме дел од кутрињата кои што и понатаму си бараат дом и само да споменеме дека и понатаму пријавувањето за оние кои што сакаат, нели, да си вдомат, оди најпрво преку мејлот ваш, така? Значи испраќаат нивната пријава, автоматски добиваат апликација која што задолжително се пополни со цел да ги контактираме и да закажеме средба во нашето прифатилиште. Средбите се најубавиот, меѓутоа и најважниот дел од целиот процес за вдомување, бидејќи ние сакаме да ги запознаваме самите вдомувачи со кутрињата, но и ние да изградиме некаква слика за самите потенцијални вдомувачи. Да им го најдете сензибилитетот, ако нели да баш да им понудите миленик кој што навистина ќе им одговара по она што го бараат. Да. И една од најбитните работи, овие средби се нормални од едукативен карактер, ги подучуваме самите вдомувачи дека навистина е важно да го прифатат самиот миленик како член од семејството. Односно да бидат свесни дека доколку утре нели повеќе не им се допадне, дека не е правилно и нели не е совесно да го пуштат на улица. Односно едукативниот аспект секогаш настојуваме да го нели вметнеме во самите средби. Убаво го спомна тоа, можеби добро е и ако верувам има услов некој кој што се подготвува за миленик и да купи миленик, дека треба да се посоветува со верувам отворени сте за тоа, затоа што не убаво го спомна тоа, не е куќето за една недела две да си знае градетето и подоцна да не знаеш што да го правиш, односно да го фрлиш на улица. Него треба баш да се размисли убаво дали во домот се подготвени за нов миленик. Точно во оваа насока сега моментов планираме активности за кампања за одговорно сопствеништво, кое што е во соработка заедно со зоолошката градина. Всушност за било каков домашен миленик, во овој период нели во ковид се зближивме со животните или голем дел од семејствата и вдомија животни или купија и така натаму, но да не се доведеме до ситуација да сега кога ќе се малце поослободиме, кога ќе почнеме малце повеќе да комуницираме меѓу себе, животното, односно домашниот миленик да не стане да биде товар, и потоа да го не Боже да го напуштиме. Затоа подготвуваме на убава кампања која што ќе биде вклучени и јавни личности кои што ги сакаат животните, да пратиме порака до граѓаните дека куќето или животното без разлика кога ќе се земе дека тоа е член на семејството, дека треба да се посветиме на него и треба навистина да се вложи да биде тоа една убава семејна средина. Да биде дел од семејството, убаво кажа, нормално. Да биде време на играчка или пополнување на некакво време или активност. Некако спонтано, ама се ми е насочено околу кучињата. Што стана со мачките? Да, ние како прифатилиште не сме насочени кон мачките. Се надевам дека кога ќе го решиме проблемот со кучињата, кој што е подолг временски период, значи не е за оваа година, туку следната и последната сигурно, во таков веќе период кога ние ќе го контролираме проблемот, мислам дека би се насочиле како втор степен мачките, затоа што сепак кучињата се тие кои што прават поголем може да направат и физичка штета и травма кај луѓето и така натаму, и таму ни е фокусот во моментот. Можеби во некој следен период, кога ќе биде малце повеќе под контрола проблем, ќе се насочиме кон мачките, затоа што навистина таму има голем проблем. Овде не завршувам, паузираме до следниот петок, така што верувам бројката ќе се намали, нели многу од кучињата ќе си најдат своји собственици. Еве имате можност да видите колку мили кучиња има во Лајка и се разбира видовте и дел од презентацијата на оние кученца кои што можете да ги вдомите. Рековме можете да се обратите директно во Лајка на нивниот број, можете да ми испратите мејл и да си закажете средба, да прошетате таму и да си одберете миленик. Ви благодарам многу. Нешто да нема што не кажавме. Што не кажавме следниот петок. Благодарение на вас може да кажеме дека навистина почнавме да вдомуваме повеќе кучиња и дури не бараат и од повеќе градови. Така да одлично, да, и на Facebook видов дека веќе многу семејства онака среќни и радосни си објавуваат од вдомените кучиња, што навистина не радува.